И благодарам на колешката Зендели за репликата и само ќе се осврна некои работи. Таа рече било непознато во светската пракса да се попишува со МБГ. Јас се согласувам, да, познато е само кај нас. Така стои во закон. Понатаму, ви како кажавте, 90% од диаспората била албанска, то не е точно. Имаме многу поголема и македонска и турска диаспора, која што ќе кажам, не е организирана. И тоа излегува и дека намерно не е организирана. И ако вие целосно не ја попишете диаспората, до последен човек, ни вие не може да имате фактички попис. Значи, вие само водите како некој регистар нешто да запишете. Не можете да попишете само 30-40% од диаспора, таа што на вас ви одговара, и после да тврдите дека правите попис на диаспора. Понатаму, не постои правична застапеност, етничка, не постои, затоа што и албанското население тука е класно разслоено. Затоа, ние се залагаме за правична застапеност, ама за класна правична застапеност. Тоа значи сиромашните македонци и сиромашните албанци да имаат предност, а не вашите партиски војници за вработување. Тоа е разликата меѓу нас и вас. И ако вие се залагате за ЕУ, како што повторувате секош, зошто тогаш не се залагате за стандардите кои што самата ЕУ ги пропишува, самиот Евростат ги попишува, значи ги препорачува, значи вие ви благодарам. Се залагате за ЕУ, а од друга страна тука наметнувате некоја вакво трибалистички и племенски политички решенија. Благодарам.